Грција ќе затвори еден граничен премин со Албанија и воведува ковид тестови на сите што влегуваат во земјата, објави грчката влада откако се влоши епидемиолошката состојба во северна Грција. Секој што ќе влезе во земјата треба да покаже негативен ПСР тест направен не повеќе од 72 часа пред да влезе во Грција, а потоа ќе биде тестиран и по пристигнувањето. На новите мерки стапија на сила изутрината, а владиниот потпарол Пецас побара од граѓаните да ги почитуваат мерките. Бројот на заразени во Грција драстично се зголеми во предходните недели, поради што беа воведени ригорозни рестриктивни мерки. Нова седница на српскиот кризен штаб се одржува утрово поради моменталната неповолна епидемиолошка состојба. Во Србија вчера беше регистриран најголем број на заразени лица од почетокот на пандемијата, 6109, а починаа 29 лица за 24 часа. На респиратор се 186 пациенти, соопшти Српското министерство за здравство. Како што пишуваат српските медиуми, можно е дополнително скратување на работното време на трговците и угостителите до 18 часот. Ке се разгледува и дали да се зголеми растојанието на повеќе од 2 метра, што посебно се однесува на клубовите и продавниците. Кризниот штаб ќе разгледа и состојбата во градинките и училиштата. Алармантно е тоа што веќе нема место за пациентите од Белград во белградските болници, па мора да ги транспортираат во помалите градови, а и таму веќе местата се речиси пополнети. Состојбата не е воредна, веќе е катастрофална. На чекор сме до италијанското сценарио, вели српскиот епидемиолог Предраг Кон. Словенечката влада повторно ја продолжи за уште 7 дена забраната за работа на продавници кои не се од суштинско значење и забраната за културни настани. Исклучок од трговската забрана се продавниците за храна, продавниците за лична нега и производи за чистење или земјоделски производи, аптеки, бензински пумпи, банки и осигурителни компании, пошти, продавници за поправки на автомобили и услуги за достава. Поради зголемениот број на случаи со коронавирус и хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ најави нови построги мерки на владина седница. Шефот на Националниот штаб за цивилна заштита Давор Божиновиќ изјави дека построгите мерки за спречување на ширење на коронавирусот ќе се однесуваат на јавни собири, работно време на угостителски објекти, на работа од дома и воведување работа во смени онаму каде што е можно. Директорот на Светската здравствена организација за Европа Ханс Клуге рече дека има мал знак за забавување на случаите на коронавирус на континентот. Би требало да ја видиме светлината на крајот од тунелот, но ова ќе бидат тешки 6 месеци, вели Клуге. Тој рече дека експоненцијалниот скок на случаите на коронавирус низ европскиот континент го оправдува превземањето рестриктивни мерки и додаде дека овие мерки се апсолутно неопходни за да се запре пандемијата. Во Соединетите држави, гувернерот на Калифорнија, Гевин Њусом, нареди воведување вечерен полициски час од утре во поголемиот дел на американската сојузна држава по зголемувањето на бројот на нови случаи на коронавирус. Полицискиот час ќе трае од 22 до 5 часот наутро, а новите мерки ќе опфатат 94% од жителите на Калифорнија. Наредбата која ќе биде на сила еден месец го ограничува бројот на луѓе на домашни собири и активности надвор од домот.